Понад 102 милиона инфицирани и 2,2 милиона починати од коронавирус, тим на Светската здравствена организација го истражува местото од каде што почна. Го посетија сега затворениот пазар во Вухан, каде што за прв пат беше откриен COVID-19. Се сметаше дека вирусот потекнува од диви животни кои се продавале на пазарот, но таа теорија подоцна беше отфрлена. Сега Светската здравствена организација истражува повеќе хипотези во врска со ширењето на вирусот. Во меѓувреме во светот продолжува трката по вакцини. Европската унија ја одобри вакцината на Оксфорд AstraZeneca. Компанијата може да испорача половина од 80 милиони дози потребни за унијата до март, поради проблеми со производството во фабриката во Белгија. Je pense que nous, Européens, devons aussi avoir encore plus d'efficacité sur ce sujet. Je sais que c'est également la volonté de la chancelière Merkel, de la présidente von der Leyen, et nous continuerons dans les prochaines semaines et les prochains mois à accélérer les choses pour aller plus vite sur ce sujet à l'égard de nos populations, mais mieux accompagner aussi nos amis. Германскиот министер за здравство Јенс Шпан изјави дека во игра и руската вакцина Спутник, но доколку се докаже дека е ефикасна и безбедна. Унгарија е првата земја од Европската унија која потпиша договор со Русија за купување на 2 милиони дози од вакцината Спутник. Европската медицинска агенција треба во овој месец да ја испита руската вакцина. Таа веќе се дистрибуира во Белорусија, Србија и Казахстан. Казахстанскиот заменик министер за здравство прв ја прими на 1 февруари, кога започна вакцинацијата во Казахстан. Таму почнаа и да ја произведуваат. Производство уже в феврале месяце производство будет доведено до 90 тысяч доз. В следующем месяце планируется выпуск 150 тысяч доз. Уже в апреле месяце на производственную мощность до 500 тысяч доз. Во Пакистан армијата ги дистрибуира околу 500.000 вакцини добиени од кинески Синофарм, кои се наменети најнапред за медицинарите и за старите лица. Венеција беше празна на крајот на јануари, кога вообичаено е преполна со туристи. Традиционалниот карневал беше откажан поради рестриктивните мерки во Италија. Од друга страна, организаторите на летните олимписки игри во Токио се надеваат дека годинава ќе се одржи Олимпијадата, која лани беше откажана. Но уште многу прашања остануваат отворени, вклучувајќи ги и правилата за карантин, тестирањата, вакцините за надпреварувачите и слично. Се уште не е јасно и дали ќе може да има публика на надпреварите.